Почитувани, добар ден и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес. Добре дојдовте во Само вистина, господин Петров. Добро ве најдов, поздрав до редакцијата, до слушателите, гледачите и до соговорникот. И господинот Сотир Костов, добре дојде и добро ве најдов, добро вечер, поздрав за сите. Сега кога ќе зборуваме за повеќе актуелни теми во моментов, но она што е интересно и блиско е сепак минатата недела не помина, односно беше одлучен извештајот на известувачот Вајд за напредокот на Македонија. Господине Петров, очекувате сега на 24-ти сепак да помине овој извештај, бидејќи на бугарските европратеници им пречат оние неколку амандмани околу многовековниот македонски идентитет и народ. Се навикнавме на бугарската реторика. Кога и да извештајот ќе биде усвоен, иако за мене прашањето за членство на Македонија во Европската Унија е затворено, завршено, и поради интереси на Брисел и Страсбург, и поради одлуките на двата референдума од 8 септември 1991 година и 30 септември 2018 година. Се разбира, надежта никогаш не умира, таа вечно живе, бидејќи животот продолжува. 2030 е за мене лично фатаморгана. Повеќе од сигурно дека Македонија нема да стане членка на Европската Унија, независно од 2030 или воопшто? Воопшто. И затоа велам 2030 е фатаморгана. Ова не го зборувам напамет, бидејќи не патиме од амнезија и деменција, само ќе подсетам. 2012 година Германија предложи Европа со две брзини. 2017 година Соединетите американски држави предложија создавање на мала Европска Унија за земјите од Западен Балкан како супститут за полноправно членство во Европската Унија. Во 2019 година Франција предложи привилегирано партнерство за земјите од Западен Балкан да имаат пристап до европските фондови и пазари, но без право на одлучување со обврска да ги почитуваат политиките на Брисел. Во 2020 година Франција ги заостри критериумите за членство во Европската Унија. Во 2022 година Франција предложи Европска политичка заедница поради земјите од Западен Балкан како замена за членство во Европската Унија, што не е ништо повеќе од неформален дебатен форум од куртоазија. И на крајот на криштата ново избраниот германски премиер Фридрих Мерц го смени курсот во однос на проширувањето на Европската Унија. Тој самиот кажа, без укинување на правото на вето во Европската Унија, тешко до ново проширување. А ние ја слушнавме изјавата и на Марта Кос, високата представничка на Европската Унија за проширување, дека Европската Унија не може да даде никаква гаранција на Македонија за членство во Европската Унија, бидејќи се решава со консензус за сите одлуки во Да, но се сеќавате неодамна во Скопје беше и Каја Калас која што кажа дека постојат механизми за деблокада. Добро, тоа се политики на топло, студено, ништо ново, веќе чуено. Турција колку години е кандидат за членство во Европската Унија? Речи си 50 години. Истото ќе важи и за Македонија. Во ред, околу извештајот сметате дека ќе има шанси да помине или не? Па верувам дека би било прифатено опцијата за македонски јазик и македонски идентитет, независно од притисоците на бугарските европратеници и бугарската влада, иако оние потврдија нивната позиција со дополнителна резолуција на Народното собрание на Бугарија. Постои кај нив консензус во однос на исполнувањето прво на условот впишување на бугарите во преамбулата, членовите 49-78 од уставот на државата Македонија, за да отпосле се одржи првата меѓувладина конференција ЕУ Македонија, на која што треба да се прифати француската преговарачка рамка, зајакната со протоколот од 17 јуни 2022 година, што представува ништо друго освен анекс на договорот од 1 август 2017 година. Тоа се тие протоколите. Со кој практично се овозможува Македонија од држава да стане територија без македонски народ и историја. Тоа е апсолутно неприфатливо. Членството во ЕУ и НАТО не е достојно за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Дали можам да заклучам дека во делот не вие сте песимист? Не, јас сум реалист.
Јас сум Добро, реалист. може така да се каже. Господин Костов, македонските власти пак се оптимисти деновиве според изјавите што ги слушавме, и министерот Муцунски кажа дека се надева дека на 24 ќе помине овој извештај и дека им се лобира кај европретениците, кај пријателите во Европскиот парламент. Лично вие што очекувате и се согласувате ли со ова што го зборува господинот Петров? Па во најголема мера со тоа што јас сум реалист, малку повеќе оптимист од Тодор, кој е многу добар, педантен, секој пат убаво кажувах, тој е голем хроничар, хронолошки добро ги наведе, работеве сите фортификацијски пречки што не ги ставаше Европската унија. Ја дури подалеку би отишол во Лисабонската декларација, па времената рамка со Грција и така натаму. Не до Бугарија и до Грција? Не, до Европска унија да се разбереме и ја вака би додал. Значи, на што го темела мојот оптимизам. Сега е крајно време Европска унија тоа што ни го направи со рамката, дали француска, дали бугарска, дали на Макрон, да го поправи. Сега е времето за кафе пиење, сега е времето за лобирање, и нека срам да им е на тие бугарски европартеници и не знам што се, за мене тоа се политичко дипломатски гаргамели кои обвинуваат своји колега, кој честно си ја завршил работата на една суверена независна држава, тоа е Република Македонија, предлага да се усвои извештај како за сите држави апликанти во Европска унија. Сега за нас пак некој ќе не јади ткивото наше македонско со јазикот и со идентитетот. Јас сум оптимист. Ако, тука сме малку блиски, ако Европска унија, али се разликуваме, ако Европска унија не се распадне како екс-Југославија. Бидејќи видите што и се случува на Европска унија. Тоа е шокантно. Во Франција што се случува. Ова логика се распаѓаше на нас затоа што пред 20 години требаше да се распадне. Не, ја не сакам да се распадне. И јас сум реалист. Видете што се случува, како неонацизмот, неофашизмот продира во порите на Европска унија, се еродират вредностите на татковците на Европската унија. Добро, таму има различни претенички групи, претпоставуваме сега некои Чекај. Не зборам за различни групи, зборам за големи авети, зборам за ѓаволот влезе во Брисел. Не, значи, многу сум јасен, неофашизам, неонацизам во 21. век. Дали сакаш од север при Балтичките земји, дали сакаш од срцето Полска, ајде Украина ќе оставам настрана, Бандера и така натаму, дали сакаш од Бугарија? Па срамота е тоа. Ајде сега да видиме со поништените, легитимни и легални избори во Романија. Ајде да видиме што се случува во Чешка, во Словенија. Паѓа владата во Холандија, проблеми во Данска, презадолжена Франција, се кријат Италија, Португалија и Шпанија дека се задолжени. Каде одиме ние? Каде ние одиме? Зошто даваме име што вели? Европската унија во моментов и дека нема шанси да се занимаваат со нас? Не, има шанса, ама нека се занимаваат како што се занимаваат со другите држави. Значи, копенхански критериуми, реформи, а никако исполнување на музички желба на бугарите, како што беше со грците. Ајде да го финишираме овој дел од расправата, доколку помине оно извештај за Македонија на Вајц, во кој што стојат нели тие 4 амандмани се околу македонскиот многувековен идентитет, дали тоа сепак добра појдовна основа за нас, за понатаму во да тече процесот кон... Моето постоење не зависи од твоето признание, како што ни твоето постоење не зависи од моето признание. Секако дека не зависи, меѓутоа ќе биде силна порака дека немаат проблем со нашиот идентитет. Силна порака можеби, меѓутоа треба да биде ефектуирано со почеток на разговорите за членство во Европската унија. Ако тоа не е присутно, логиката стоела или не стоела како и досега македонски јазик, македонски идентитет е ирелевантно. Затоа сметам дека илузија е да очекуваме полноправно членство во Европската унија со сите концесии кои досега било која власт ги обезбеди, а кои не се ништо друго, туку институционализирана корупција против правната држава и правата и слободите на граѓаните, односно на македонските државјани. Господин
Пустов, вие што мислите? Па, вака, не секоја власт или лошо го сватив Тодор. Ајде да видиме кој го смени знамето за кое се залагаше Тодор и сите македонци. Која власт? Власта на СДС. Ајде да видиме кој го смени уставот кога се откажавме од нашите браќа од Беломорска Македонија, па и од Пиринска Македонија. Во кое време? Па кога на власт беше СДСМ. Ајде да видиме кој го смени името со Преспанскиот договор, пак кога на власт беше СДСМ. Ајде да видиме кога се потпиша договорот со Бугарија за добрососедство, пак кога е СДСМ. Значи не било која Добро, власт. еден договор со Бугарија потпиша еден поранешен премиер на ВМ. Да, и ништо не ни фалеше. Тоа беше декларација. Декларација, Многу добро. добро памтам, ама знаете зашто? Но на таа декларација не ни вратија... Не. Не ни вратија со Арно. За да тие влезат во Европска Унија, ние испаднавме коректни. Ние испаднавме вистински добрососеди. Ние им потпишавме. Имаше и тамо некои заврзлами, ама ајде да не се враќаме. Ниту ние нешто изгубивме, а тие многу добија. Сега кога треба да ја да покажат оној член од договорот дека нема да не кочат во нашите евроатлантски пристапувања и процеси и приближувања, тие се однесуваат како кон најголемиот непријател, како не им е срам. Значи, да направиме, како беше она рекламата, има разлика. Кој кога продава се што е македонско, да се види во кој период е тоа, и еве сега оваа власт и дојде редот да види што може да спаси. Јас лично мислам, позицијата на оваа власт е многу јасна. Се спомнува ниту милиметар ќе отстапам во поглед на, ја ќе речам, бугарското прашање. Тоа е премиерот професор доктор Христијан Мицкоски. Они вратија со сантиметри, ама нашиот став, еве го. Дипломатијата растрчана, да не ги спомнувам центрите кои ги видоа, кои ги посетија, и еве ти го сега извештајот позитивен за Македонија. Ако помине извештајот, сметате дека ќе поминати... Да се докажам те молам, сите молчат, само грчките пратеници и бугарските се против. Срамота. Како не ги е срам на овие името ни го зедоа, тоест го сменивме името, плачевме пред собранието 9, 10, 11 јануари и сега бараат уште. Тоа се хиени, државно, политичко, дипломатски хиени кои сакат се што е македонско, кои сакат, го сакат најголемиот бренд во светот во општествената сфера, а тоа е името Македонија. Вајс, браво за него, за неговата екипа и само да издржат. Само да издржат и сега дали е десничарска коалиција, дали е парламентот, ако се ова усвое, ние стварно правиме исчекор. Ако ова не се усвое, срам да е на Европа и на Европската. Сметате дека ако помине овој извештај дека има некакви шанси дека ние може да направиме уставни измени за, нели тоа е условот сега за да ги почнеме преговорите? Па за почеток на преговорите, да. Единствен услов е Да се впишување на да. бугарите во преамбулата и членовите 49 и 78. Меѓутоа, бугарите беа многу прецизни и јасни. Министерот за надворешни работи Георгиев на Бугарија тоа недвосмислено го кажа. Ние бараме бугарите да се впишат како државотворен народ во уставот на Македонија. И тоа не е единствен услов. Дополнителни услови ќе уследат понатаму во текот на разговорите, односно преговорите. Добро, може и други земји да имаат услови, мислам на тој пат не е само. Тодор го кажа гласот на бугарите. И јас едно ќе ви кажам, може би малку ќе ве насмеам, секој пат, пошто најавувате вие емисијата... Дали довршивте, господин? Да, се извинувам. Тука сме, да се дополнувам. Ми се јавува, денес ми се јавија 4-5 јавувања имав од моите пријатели од улицата, од площадите, кога заедно и со Тодор браневме се што е македонско и ми рекоа, Сотире, пренеси го нашиот глас, а тоа е глас на дел од народот. Бугари како државотворци во уставот нема. Сега тоа го кажувам нивното размислување. Па еве го гласот на македонскиот народ. Еве, минатата недела во студиото се извинувам, да? Не може луѓе кои беа против Асномска Македонија и против НОБ, да не кажувам понатаму линденските корени и Крушевска република да се државотворци. Па не може тоа. Они не може да бидат. Они може да бидат малцинство овде.
толку. Минатата недела беше И поздрав од Јадранка со синот Александар, кои сите протести за Македонија се напред и го бранат и име, и идентитет, и јазик и се. Тоа основниот проблем е што етнички бугари во Македонија, Албанија и Косово нема. Како нема на пописот, имаше 7-8 ако не се лажам сега. Ние ја признаваме, ние ја признаваме бугарската нација како политичка нација со своја културна идентификација. Меѓутоа, отфрламе грубо мешање на Бугарија во внатрешните работи на државата Македонија. Не им се мешаме во историјата за нивните корени во Татарстан. Не ни се мешаат, господине Петров, ние сме подпишале со нив протоколи, договори, тие сега бараат тоа што е подпишано од наша страна. Јас сега како другачи да го... Овие договори се во спротивно со меѓународното право. Не може со билатерален договор да суспендирате меѓународно право. И поради тоа единствено решение за ова ситуација во која се наоѓа Македонија поради предавството, геноцид врз македонскиот народ и злосторството против човештвото од претходната власт на СДСМ е итно и безусловно еднострано раскинување на договорот помеѓу Македонија и Бугарија, Заев Борисов од 1 август 2017 година, итно и безусловно раскинување еднострано на спогодбата Димитров-Кодзиес од 17 јуни 2018 година и итно и безусловно еднострано распуштање на меѓувладините македонско-грчка, македонско-бугарска комисија за ревизија на македонската историја. Нивниот интерес е пред се тоа и затоа почетокот на имплементацијата на тие договори е започна со работа на комисиите за ревизија на македонската историја. За жал, во спогодбата Димитров-Кодзиес, Заев ексклузивното право врз културата и историјата на Македонија и македонците им го предаде на владата во Атина. И затоа надежта кај Софија, ако можеше после 30 години Грција да изнуди промена на името на државата Македонија, еве шанса и за нас после 30 години, која ќе дојде власт која ќе прифати промена на историјата дека македонците до 44-та биле бугари. Имат време да чекате 30 години, ние немаме време да чекаме да одиме напред на тој пат. Ние може да одиме напред. Никој не спречува во ние не сме во изолација, ако не сме членка на Европската унија. Ние може да воспоставуваме билатерална соработка со сите, со секој ја членка на Европската унија и со било која држава во светот. Македонија мора да се прилагоди, да ја прилагоди својата надворешна политика на новата реалност, новата геополитичка карта на мултиполарниот свет и да гради политики на активен мултилатерализам. Американскиот унилатерализам, европскиот центризам се веќе трајно минато свршено време. Председателството на Доналд Трамп во Соединетите американски држави ќе ја од корен рекомпонира и Европската унија и НАТО и Македонија мора да ја прилагодува својата надворешна политика на тие нови геополитички промени во светот. Во тој контекст вие го гледате договорот за стратешко партнерство со Велика Британија како замена од пријатели никогаш доста. Од пријатели никогаш доста, меѓутоа Македонија било која власт не треба да ја претвори во нечи резерват. Ние мора да бидеме отворени за сите, бидејќи и географската позиција на државата Македонија е исток, запад, север, југ, крстосница на регионот. Уште своевремено германските политичари кажале која поседува Вардарската долина, тоа е господар на Балканот. Бисмарк, да, германскиот канцелар. И затоа сметам дека Ама за Вардарската долина нели кинезите беа се интересирани, тие го имате. Кинезите кога и да ќе добијат илузија да мислиме дека ќе ги елиминираме поради волја на некои други, затоа што Кина го откупи Пиреја и Солун пристаништето. Почна да ја гради брзата железница од Будимпешта до Атина. И јас верувам ќе дојде ден кога ќе го изгради пловниот канал заради историскиот пат на свилата до Јужна Европа, што ќе проаѓа повторно низ Македонија. Земете го само како пример, 90 до 95% од вкупниот железнички транспорт го врши кинеската корпорација во Македонија, кинеската корпорација Коско. Они има еден обид да ги откупат македонски железници, меѓутоа не знам зашто тендерот беше би биле ли заинтересирани да ја градат пругата?
оние го најавија тоа како проект изградба на брзата железница од Будимпешта до Атина, бидејќи таму го откупија пристаништето во Атина. И сега Грција е членка на Европската унија, таа може се, ние не можеме ништо. Ние и јужниот тек на гасоводот преку Македонија го суспендиравме заради европските енергетски политики. Трасата е презете Бугарија, членка на Европската унија. Пак останавме слепо црево заради, како да кажем... Кај нас обично кога ќе се спомне нешто кинеско, руско влијание, нешто... Градиме терминал за руски... Градиме терминал за... Европска унија соработуваат со овие држави. Па, имено, најголем надвошно-трговски партнер на Соединетите американски држави е Кина. И сега ние ги елиминираме од пазарот заради чии интерес? Заради чии интерес? Јас бев советник во општина Газибаба, сега сум во пензија, ние навлековме преку претходниот кинески амбасадор 4 проекти, 13 милиарди евра инвестиции преку ова нивната иницијатива 16+. Колку два стратешки договори со Велика Британија. 16+, затоа што они имаат стратегија во овие земји членки во Југоисточна Европа да во наредните 5-6 години да инвестираат 150 милиарди евра. И сега треба да сме килави без ум, да не може дел од тој колач да обезведне како инвестиции во Македонија. И секако апропо, дека не сме изолирани, еве одиме конкретно. Ја имаме ли спогодбата со Европска унија за асоциација и партнерство? Права, ја имаме. Договор за стабилизација. Го имаме ли договор, да, го имаме ли договорот или декларација со Соединетите американски држави за стратешко партнерство? Го имаме. Сега и третиот го добивме со Велика Британија. Имаме со Унгарија, мислам, така? Не, со Унгарија е малку поинаку. Каде тука изолационизам гледаме што ни наметнува? Со Турција имаме, да, со Турција имаме. Израел. Сега, каде ние тука гледаме изолационизам што некој во медиумската сфера се трудат да не убедат и ја загадуваат, ја инфицираат без да дадат факти и аргументи. На кого мислите? На некои центри, ако сакате, од бугарска страна што се финансирани Трибуна. Ако сакате... Па сега на кој мислите? Ама бети ме ставаш во незгодна ситуација. Еднаш ми велиш на кој мислите, а сега викаш да не спомнуваме имиња. Да ги кажувате по име и презиме. Ама јас и немам проблем, ја направив една анализа. Тодор, те молам, чекај. Направив една анализа радар и под радар и во 3 медиуми забранија учество. Ама уопште не се секирам. 2 телевизии и едно радио. Ама уопште не се секирам. И сега не може само Трибуна да спомнам. А оние независните со парите грчки на војните служби, а оние што се кобајаги слободни вија Белград, вија Крит, Солун и Атина, за кои интереси тие медиуми во Македонија работат? Дали тие бранат национални и државни интереси? Не. Тие ни наметнува дека сме изолирани. Не е точно. Нашиот млад, ама многу динамичен министар за надворешни работи, 5 светски, европски и светски центри посети во минатите 3 месеца. Еве едне резултати, морам да му одговорам на еден аналитичар, овој пат нема името да го спомнам, кој вели вака. Не, треба, ама не знам зашто вака ми правите. Еве вака, вика, ништо нема што царините ние ќе ги намалиме ради Америка. Не е точно. Ако ги намалиме, се консултират со економисти, ако ги намалиме царините, ние создаваме простор за да ни дојдат фирми, оние тирзови да ги пополнат. Значи, инвестиции. Тие ако ќе дојдат, треба некако да вработат. Треба. Ете ти зголема една вработеност. Тие ќе работат. Ете ти создавање на нова вредност, нов производ, БДП иде нагоре. Како бе царините нема да ни помогнат ако се намалат? Се врати министерот од Америка, се договараше, во процедура кај нас во Министерство, во финансии, во влада и во собрание многу скоро ќе бидат намалување на царините. Само еден пример давам дека оваа власт работи. Не велам дека е идеална. Има тука и грешки, можеби има и спора со реформите, ама се гледа дека не можеме вака сега. Ако Тајван не ни чинеше, ова ќе се повторам, еднаш го зборев. Сега Маđарска и Орбан пак не ни чинат, а пазите Европска унија, Тодор. Европска унија е тоа. Тие биле кинески и кинезите демонтираа и Маđарска демонтираше. Ајде милиарда. Ами 500 милиона од Соединетите американски држави проект за ветерниците во електросекторот што се вели за 3 општини и истокот да речеме од каде потекнува. И се овие 600 милиарди сме се задолжени, па не е точно.
па не сме уште ни динар задолжени. Тоа ќе по мене кажав овде пред 3 недели или кога бев последен пат, 6, 8, 12 години. И кажа, за сега се 3 крупни проекти, 5 крупни проекти, потоа ќе бидат Чебрен, Браниве ќе бидат, и како ќе стигат проектите, или ќе се задолжуваме, или нема да се задолжуваме. Сега, што нон-стоп кукаат, вака велат. Емо ние нема да завршиме работата. Кога еднаш ќе си поверуваме дека можеме да завршиме работата? Кога еднаш ќе им даеме да им веруваме и на инженерите, и на техничарите, и на градежниците, и на сите? Па луѓе, ние бевме не европска, ние бевме светска сила по 6 врвни градежни фирми во минатото. Зошто да не им помогнеме од овие 6 милиарди да инвестираме во тие 6, можеби се сега 8-10, така живуркат, и да кажеме, грото од нив, сите овие инфраструктурни проекти, ќе ги градат 30%, 25%, нека бидат од Велика Британија. Еве ти развојна компонента, значи имаме финансиска компонента, имаме структурна компонента, имаме реформска компонента. Значи, ќе ни ги помогнат реформите и имаме донација, ќе ни дадат експертиза. Тоа не се враќа, бети. Извини, ја не би критикувал ради критика, него дај да засукаме ракавите и уште еднаш ќе кажам, доста беше што дава државата. Тука на Џон Кенеди ќе се подсетам. Ќе ве подсетам. Дајте да видиме сега ние што ќе дадеме на државата, а не само да кукаме дека сме коруптивна господине Кустов, ако се изградат сите оние проекти за кои што зборуваат од владата, тогаш е борет. Меѓутоа, ако парите пропаднат и треба да ги враќаме утре, тогаш тоа не е борет. За која компонента наоѓаш? За која компонента наоѓам да се изгради? За првата? Па видиш? Дај да бидеме оптимисти. За оптимизмот не сме никош да не напушти. Да не напушти, така е тоа. Во секој случај, државата е држава, треба само да ја градиме, да ја надградуваме, а резултатите ќе бидат неизбежни. Колку судски предмети има во минатата година гонење корупција? 7 врвни јас избројав, да ви кажам. Може сега наброите ги, можете. 7 врвни. На кои точно мислите? Ќе ти кажам. Уличната мафија, кога Бела Ноца, вакви, онакви, сите се направи. Електромафијата, Електробитола, Рекбитола, Тец Осломеј и Евана Мевана, овие замешаниве. Фармакомафијата, коначно ќе оде ова што е со лековите каде што умирале луѓе, а докторите и директорите ги краделе. Па го прифатите, молам. Сега, ова градежната мафија е деновиве начната, тие блиските до кланот Заеви. Мислите преку вас со Крмзов, за тоа зборувате? А знаете што е Крмзов? Па чекај сега. Пелење пари, даночна и евазија, и измама, и фиктивно, и фалсификување, и лажни протоци кон Косово, кон Бугарија, тоа е исцицување пари од буџетот на Македонија и одење на сметки. Дали се на Заеви? Ама знаете како велат, господин Костов, да се тргне од главата, не од опашката? Чекај сега, што е овде глава и опашка? Главно и кај не, вака. Граѓаните дека... Ако вие мислите дека Крмзов е мала риба, многу е кривовети, многу си... Значи, еден директор од ДСМ поранешен е во бегство, еден... А што е тоа, го гонат? Ама го гонат, подпредседател на влада го... Немојте така, не знам зошто не сакаме диоптрија правична да имаме. Го нема денове, до душа му праќа пораки за роден ден. Значи, дојдов до 5, ама еве ќе прекинам, му ти гледам. Така, значи, пипците на македонскиот октопод се многу загрозени, ќе кажам, од институционалниот прогон од полицијата, од истражните центри на обвинителството, и конечно гледам малку од малку размрдано судството. И сега што имаме подзаспани луѓе во судскиот совет или имаме судија кој не знаеме дали е веќе на уставен суд или не, тоа се поединечни случаеви. Важно, корупцијата и организираниот криминал добија сериозен удар во овие 12 месеца.
фактите, бројките ги кажав, некаде, сега ќе ви кажам, некаде околу 130 и кусур луѓе се притворени, без кочани, не го рачунам кочани, во овие 7-8 големи предмети, и сега само посакувам тоа да продолжи да има ефекти. Тука ако имате вие некоја резерва, имајќи предвид што ни се случуваше во минатото, можам да ве оправдам. Ама, секој пат има клик и одиме во позитива. Господин Петров, сметате дека одиме во добар правец во борба со корупција? Во секој случај да. Старо правило е високата корупција не шета по улиците, а седи во власта. Браво. И исто и со Во која власт? Која и да е, и премиерот вели. Корумпираната власт. Да, корумпираната власт и премиерот актуелен вели. И брат да ми е, и сестра, ако огреши по слово на законот, ќе сноси последици. Јас сум оптимист во секој случај за државноста на Македонија, меѓутоа мора да го надминеме оној синдром на сервилност кон било кој странски административен службеник кој доаѓа овде се однесува како да сме во Африка, а не во Европа, имајќи предвид каква е историјата на оваа територија и на македонскиот народ во Македонија. Треба да развиваме политики на активен мултилатерализам, од пријатели никогаш доста. За нас треба да важи правилото нема вечни пријатели, нема вечни непријатели, има вечни интереси. Тоа треба и нас да не води. И да не се залажуваме секогаш европските вредности. Европа, историски гледано... Да, но ние стратешки еден куп резолуции во собранието и власта и опозицијата и сите што се парламентарни партии гласале дека тие ќе одат кон Европската унија, веќе сме членка на НАТО, на некој начин ние сме во тој западен, во таа западна За мене релевантни се ставовите на политичките партии ако има одлука на референдум. Власта која и да е должна да ја спроведе во уставот и законите одлуката на референдумата. Ние имаме веќе две одна исправка, Тодор. Под тие услови, а условите беа да го смениме името, море сега да дајме ово она. А инаку македонскиот народ не се изјаснил против Европската унија, сега е намален рейтингот на Европската унија. 30 септември 2018 година речиси 2/3 од скупен број запишени избирачи не гласа за членство во Европската унија и НАТО и го ја отфрлија спогодбата Димитров Кодзијас од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. Заради промена на уставната. Може ли владата да спроведува закон кој не бил изгласан во собранието? Не може. Може ли да спроведе одлука која не добила верификација на Да, но се случи уставни референдумот. Имаше мнозинство во собранието. Затоа велам дека тоа е најголема корупција од висок ранг, кога и да е, пратениците и членовите на владата кои гласаа за промена на името на државата мора да бидат казнети со доживотна казна затвор и конфискација на личниот имотот на членовите на семејството, затоа што извршиле 3 огромни кривични дела: велепредавство, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото. Треба тоа и да се докаже на суд, нели? Па сега, ако има обвинител кој што си спроведува надлежностите, тоа треба да се реализира. Инаку тргнете само од ова информација. Ја соопшти поранешниот претседател на Република Македонија, професор доктор Ѓорги Иванов. Тоа го докажа сега со демонтажата и во Северните американски држави. Но тоа не стигна до некои институции кои што... Има пријави, не знаеме. Со демонтажата на USAID во Северните американски држави отворено кажа дека за шарената револуција со епилог промена на името на државата USAID дал $50 милиони, Сорос фундацијата $50 милиони. Во грчкиот парламент до ден се води истрага каде завршија $50 милиони за да биде успешен референдумот на 30 септември 2018 година. И затоа поранешниот македонски претседател професор доктор Ѓорги Иванов на пресконференција кажа цената за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ е околу $150 милиони. Тој глас не допре до јавното обвинителство
Или такви информации за нив се неприфатливи? Да, не би се согласил со ова, да, што го кажа, така е, ама ние не знаеме дали се работи или не во предистрага за тоа.